Сетот владени мерки за развој на сточарството за минатата година ги дава првите резултати. Годинава за прв пат македонските бачела од високопланинските региони добија електрична енергија. Со буџет од скоро 24 милиони денари, 50 фотоволтаични панели се распределени на бачилата низ државата. 83 бачила се опремени со метални поила, а пробиени и реконструирани се околу 25 километри земјени патишта до пасиштата. Ова е предуслов за развој на сточарството и задржување на сточниот фонд, вели министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски. Наша цел е да инвестираме во развој на сточарството, да создаваме услови, пат, вода, струја и преку нашата грижа да ги зачуваме овие богати екосистеми и да им помогнеме на сточарите полесно и поефикасно да го работат токму она што најдобро го знаат. Да подсетам дека вчера се исплати 88,6 милиони денари субвенции за задржано женско јагне и јаре на вкупно 4945 сточари. Митко Штириов е еден од корисниците на оваа владина мерка. Вели дека е тешко да се одгледува стадо од 1000 овци без вода и струја. Голема благодарност до Министерството за земјоделие и Агенција за финансиска поддршка. Ово е за нас, значи, да добиеме струја во ово време што сите имаат струја, ние немаме струја. Исплатата на субвенциите за сточарите и земјоделците тече редовно, вели директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски. Средства за рурален развој и поддршка на земјоделството има. Тоа го докажавме со вчерашната исплата на средства за мерката задржани женски јагниња и јариња, со тоа што на 4945 сточари кои што во минатата година задржале во матичните стада женско јагне и јаре, исплативме 88,6 милиони денари. Општина Штип нуди помош за развој на земјоделието, вели градоначалникот Благој Бочварски. А општина Штип секогаш ќе дава поддршка на ваквите процеси во кои што наши сограѓани ќе аплицираат и ќе добиваат сериозни финансиски средства за да го развијат својот микробизнис. Сите овие мерки заедно со навремената и неселективна исплата на субвенциите се доказ за напорите на владата за помош на земјоделството во овие вонредни услови, изјави министерот за земјоделство при неговата денешна посета во Штип.